Гледайте што се дешава. Гледайте што се дешава. Леле. Здраво на сите, добре дојдовте во моето ново видео, во кое што конечно после толку време желба за да направам нешто вакво, конечно го најдов најдобриот експеримент што можам да го снимам. Се надевам дека ќе ми успее, дека нема да биде џабе снимањево. Како што гледате пред мене имам 5 чаши. Прво ќе пробам да направам во едната, па ако се ми успее ќе продолжам и да правам во другиве за да биде многу поинтересно со други бои. Али најдобрата работа со експериментов е што можете буквално сите да го правите дома, затоа што претпоставам дека работи што секако сите ги имаме дома и одма после ова видео ќе можете да пробате и вие. Така да ако го направите и вие ова дома после видеово, тагнете ме обавезно на Instagram на стори за да видам како ви успеало. Сега за да не должам толку многу, прво вие ќе ги тргнам тука за да се фокусираме на едната чаша. Најбитно е сега што правиме. Усвари зијаме најобична вода од чешма, сипуваме малце во чашата. Ова би требало да е доста. После зимаме зејтин, што исто ви реков, работиве сите ги имаме дома. Сипуваш малку повеќе од водата. Се и мене ќе им потепаат дома што трошам толку зејтин, ама мора да трпи за експеримент, што да правим. И сега, што е работата уствари? Имам тука прехрамбена боја и таа прехрамбена боја ќе ја истурам валја цело кесиче што го имам за да биде поефективно, претпоставувам. Не знам, ја експериментирам тука заедно со вас. Ќе ја исипам цела, шо ми е гајде. Така. Сега ќе приметите како бојава паѓа, али не иде никако во зејтинот, не се задржува во зејтинот, туку оди доле во водата. Ево го, паѓа цело. Ќе го почекам да допадне цело. Многу стајф изгледа, стварно многу стајф, али ќе го биде. Сега прстиве знаеш што ќе си ги направам? Ќе биде кога сум фарбал великденски јајца. Ево го. Пак зејтинот останува најгоре, цела боја прехрамбена иде доле. Сега додека чекам да допадне скроз, поентата на експериментот е да ја натераме прехрамбенава боја од доле, зашто не гледате си отиде доле, го избега на зејтинот, да дојде во зејтинот. И тоа ќе го направиме најпросто со една шумеча таблета. Зијам најобична шумеча таблета, што претпоставам и тоа сите јаме дома. И таа шумеча таблета ја ставам во чашава и експериментот почнува. Бум! Сега ќе ви снимам и од тука за да не пропуштите. И гледа каква лава почнува да се дешава. Сега, мене тоа што најмногу ме загрижува е дека ставив премногу боја. Дефинитивно не требаше толку боја да ставам за да се гледа поише, али и мислам дека и вака ќе приметите од тука што се дешава ако не ќе се поправиме со другите бои. Неа дефинитивно е утнав работата и тоа си ја потрошив најомилената боја. Грешката што ја направив, што не треба да направите вие, затоа што вака не може баш да се види реакцијата, не може воопшто. Е тоа што ставив премногу прехрамбена боја и вака не можеш баш да видиш што се дешава, така да сега ќе гледате убрзано, ќе ја правам истото со друга боја и ќе пробам да не ја направам пак истата грешка да ставам многу помалку. Така да идеме со друга боја. Вода, зејтин. Која боја да правам? Ајде за да биде слично ќе ја правам розевава што имам тука. Ајде Стефан, сега значи помалце капки ставаш. Мислам дека овој пат ќе ни успее. Ево го се случува истото што и преска се случуваше. Бојата се префрлува доле скроз. Ја зијам шумечата и експериментот може да почне. Ете го почнува. Значи гледате што се дешава, какви кругови се прават огромни. Гледате. Изгледа и овој пат му додадов и повеќе вода и повеќе боја, тоа што требаше, никако да го погледам што треба, али ќе го направам пак зашто е брзо, ја имам и бои и све, така да ќе пробам да го направим пак, дори не ми успе перфектно, али гледате што се дешава внатре бре. Шо ми е мене грешката, многу вода ли ставам, многу вода ставам изгледа. Зашто Стефан не ставаш многу вода? Ајде следната срекна боја ќе ни биде плава. Обид број 3. Ева чашата е сипана, пробав да ставам помалце вода и поише зејтин. Сега да гледам да не претерам со бојава. Да ставам вака, валјда доста, не знам колку вода, колку боја сака. Гледайте тоа доле како се прелива, многу ми јако и тоа. Не знам дали да му додадам уште, уште малце. Ај доста, овој пат нема претерано. Овој број 3, се надевам дека овој пат успева скроз како што сакам. Уствари тоа што го видовте преска, тоа е тоа, али треба да е многу пофасцинантно и по-стетисвајнки, по-мокно да изгледа, така да ајде. Обид број 3 мора да е ова. Идеме со шумечата, чека да го спремам и телефонот за да ви снимам и од тука и идеме. Ајде, те молам. Ево го.
Еве го почнува. Гледайте што се дешава. Гледайте што се дешава. Ете го. What? Гледайте што се дешава. Прејако е човек. Толку вајде сега ќе стивнува, али гледате внатре. Гледате ова колку е јако, колку е мокно бре. Кажете ми ова дека визуелно не изгледа премокно и прејако. Не знам за вас, вајде не сум единствен што здивувам вака, али јас во ова ме урчињава што се играат у чашави што прават реакција. Ја вака ова можам цел ден да гледам. Ај сега да ги земам овие две чаши и да направам две од еднаш. Со тоа што ќе ги направам идентични и нема нешто да ми се сгреши. Така ли? Вода, тоа е отприлика идентично. Зејтин, цел зејтин што ги имам дома го потрошев, ке ме утепат. Гледате колку остана. Знаете ли што ќе правам сега? Втор ќе отварам, тешко мене ќе биде. Се надам нема да се разликува зашто ово изгледа некој друг зејтин. Такој. Ги имаме двете чаши, боите што ќе користиме за да бидат различни, едното ќе биде жолто, ова поише мене ми личи на портокал, ова мајте. А другата боја е зелена. Како од токо се сипува малал да ми. Мислиш го владеам експериментот, еве ќе ви доближам да гледате што се. Зеленова не паѓа, еве го, конечно. Ајде обој се. Океј, бојата е спремна. Време е за реакција. Овој пат ставаме две од еднаш и идеме. Ајде! Леле! Гледате го зелено виж, дори другото е јако. Damn! Гледате што се случува внатре, жолтово ми е појако внатре што се случува. Толку е реакцијава завршува и сега пак ќе си падне доле најверојатно како вие што се. И тоа, вајда доста се експерименти, јас сега ќе пробам да направам едно кратко видеовце за TikTok, па ако ми успее тоа да знаете, тркнете и на TikTok и таму ќе има едно вакво видео. Не заборавајте за Fortnite турнирот што почва на 22 и што 4 дена ќе го стримам на мојот YouTube канал, така да ако уште немате слушнато за тоа, ќе ви оставам линкови од тоа доле да видите. И обавезно ако земете дома да го правите експериментов, обавезно снимајте ми, сликнете ми, ставете на стори, тагнете ме, нека ви бидат паблик профилите. Сакам да видам вас како ви успеало, дали ви успеало. Може дури ќе успеете подобро од мене да го направите, али ако ви се допадна ова видео, ставете лајк и не заборавајте да се супскрибнете на мојот канал. И ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!